Почитувани гледачи на КМ телевизија, почитувани љубители на спортот, понеделник, време за спортскиот преглед на КМ телевизија. Спортскиот преглед ќе го започнеме со една нестандардна содржина, со една убава манифестација која што треба да се одржи во сабота, а тоа е вториот Шара куп за ветерани, ќе се скија велеслалом на падините на Шарпланина, односно на Попова шапка. Меѓутоа, за деталите за трката и за се она што ќе се случува во сабота на 13 март, ќе слушнеме во продолжение од разговорот кој што го водевме со Владимир Петровски, директор на надпреварот. Разговарам со Владимир Петровски, директор на трката, односно на надпреварувањето Шара куп за ветерани кој што предстојниот викенд треба да се одржи на Попова шапка. Петровски, најпрво кажете ми за какво точно надпреварување станува збор? Станува збор за надпреварување во алпско скијање, алпска дисциплина и ова надпреварување се го одржува всушност организатор е Сдруженијето за спортски ветерани Шарпланинец од Тетово. Ќе биде една дисциплина која што подоцна ќе објаснам по конкретно за што станува збор, поподробно. И се надевам дека ќе биде успешно како пред 2 години. По кој пат се одржува ова надпреварување и кои се организации се известени, бидејќи знаеме дека се наоѓаме на сред пандемијата со COVID-19? Ова организација на овој надпревар се изведува, се одржува по втор пат. Прв пат имавме пред 2 години. Тогаш беше прв пат, меѓутоа бевме доста задоволни бидејќи успешно се одвијаше целата манифестација. Инаку во склоп на оваа манифестација имаме обврски за известување на повеќе субјекти во општеството. Значи имаме доставено известување до ЕЛЕМ, имаме до МВР известување, имаме известување до Гороспасителна служба која што е неопходна да биде присутна на местото на надпреварот од безбедностни причини. Потоа имаме исто така од безбедностни причини и од Заводот за јавно здравство обезбедено доктор. Контактирано имаме со неколку објекти заради сместување на Попова шапка, за да можат такмичарите, оние кои што сакаат да дојдат претходно еден ден за да бидат поспремни за надпреварот, и сместување имаме обезбедено во неколку објекти за поволни цени за оној кој сака нормално. И како најбитно од све, мислам во ова време на COVID-19 имаме известено Комисијата за заразни болести со тоа што имаме подготвено специјален протокол за однесување на такмичарите за припрема пред надпревар, за комуникација кога ќе имаат со приземање на броеви, на старт на позиција, на целна позиција. Имаме имаме воведни и општи мерки и конкретни и пред и по надпреварот. Нормално публика нема да има за време на надпреварот и така имаме специфицирано се прилагодено за овој надпревар. Сега конкретно за надпреварот. На која локација ќе се одржува и која е спецификацијата на стасата, односно на трката? Да. Локацијата што ја одбравме првично
поради временските непогоди, односно премногу топло беше последниве 2 недели и нагло се намалуваше снежната покривка. Моравме да го префрлиме од местото кај што е скилифтот Г, да го префрлиме на сртот на Пионерско брдо. Ова локација мислиме дека најмногу ќе издржи со снежната покривка до почетокот на 13 кога е надпреварот, 13 март. И тоа околу стазата би сакал да кажем дека ќе биде негде висинска разлика околу 150 метри меѓу стартот и целта. Бројот на капи очекувам да биде негде околу 30. Со евентуално еден пролаз во делот на стазата. И мислам дека ако се случи негде да има недостаток на снег, може ќе успееме да го избегнеме таа ситуација за да можеме успешно да го завршиме надпреварот. Рокот за пријавување е до 10 март, што значи дека се уште пријавувањето е отворено, меѓутоа која е очекуваната бројка на пријавени скијачи да бидат за ова надпреварување и од колку клубови, односно здруженија на ветерани? Покани се пуштени до сите здруженија на спортски ветерани, што се во склоп на Федерацијата на спортски ветерани на Македонија и тоа се повеќе здруженија, каде што спаѓа и нашето здружение во тој сојуз, во таа федерација. Моменталната бројка до овој момент е 53 учесници, која што е пристигната, а очекуваме негде меѓу 70 и 80 учесници, што можда и ќе се надмине, не сум сигурен, пошто има уште време на пријавување. Во кои категории ќе се надпреваруваат скијачите? Категориите се во машка и женска категорија, се работи за алпска дисциплина велеслалом. Ќе има во женска категорија, кои што први ќе стартуваат, ќе има од 41 година и плюс, значи постари. И таа е една категорија во женската, да кажеме, категорија, во машка ќе има повеќе категории, значи ќе има 41 плюс, 51 плюс и 61 плюс. Мада очекуваме дека ќе има и постари, меѓутоа за сега немаме доволен број за да можеме да воведеме посебна категорија, меѓутоа ќе се обиде здруженијето да обезбеди некој третман за најстариот учесник и така натаму, така да сите што се постари од 61 година ќе влезат во таа категорија. Дали може да очекуваме некои познати звучни имиња од македонското скијање и воопшто од македонскиот спорт да настапат или доколку ги знаете дел од имињата кои што се пријавени, да истакнеме некој или да издвоиме повеќе може да видиме на Шараку за ветеран? Па во главном од попознати имиња ќе има кои што биле поранешни такмичари во Македонија. Неколку има кои што ќе бидат во категорија од 57 плюс до 60. Меѓутоа интересно име и познато, верувам на сите на титовската, а и македонската јавност е Јован Спасеновски Джагула, кој што очекуваме да не посети и мислам дека ќе биде од најстариот или највозрастниот учесник на таа трка, кој што уште скија и доста е активен и он има 87 плюс, значи сега не знам точно 84 или 85 години, а може и 86 веќе влегува, така да тој ќе биде највозрастен. И за крај би ве прашал околу наградите. Со што ќе бидат наградени најдобрите поединци по категории? Значи, наградите се следните. Секоја категорија за прво место ќе добие пехар,
За второ и трето место ќе се добијат медали, а исто така и за поедини учесници што се позначајни и ќе бидат присутни тука, имаме обезбедено, ете, како например за најстариот и така, плюс дополнително златна медалја и така, неколку златни медали. Дали тоа значи дека котизацијата, односно пријавувањето е бесплатно и нема да има парични награди? Па да, на почеток ја не го спомнав и како најбитни во или меѓу најбитните во оваа цела организација, тоа се Федерацијата на спортски ветерани на Македонија, кои што заедно со помош на Агенцијата за млади и спорт на Македонија ни овозможија да ние можеме ова да го изведеме безпрекорно, а благодарение на нив и нема потреба од котизација, тоест сите членови бесплатно ќе учествуваат на овој надпревар. Тоа е она што ќе се случува на Попова шапка во сабота, ние ќе продолжиме со оние стандардни содржини кои што ги имавме и претходните изданија, односно со резултатите од изминатиот викенд. Ќе започнеме со 22-то коло од првата македонска фудбалска лига. Локалното дерби помеѓу Шкенде и Ренова заврши без голови 0:0. На останатите надпревари Шкупи Работнички 0:2 со головите на Кристијан Стојковски во првата и Никола Прелчец во 9-та минута. Вардар Струга 1:1, гостите водеа 21-та минута преку пеналот на Александар Ристевски, а Вардар изравни во 75-та минута преку Филип Петковски. Пелистер Борец 1:0, единствениот гол дело на Иван Пејаковиќ во 41-та минута. Без голови заврши и второто градско дерби ова коло, она струмичкото помеѓу Беласица и Академија Пандев. Македонија Ѓорче Петров Силекс 1:0 со голот на Коџо во 19-та минута. Табелата после вториот круг од првата лига изгледа вака. Шкенде е лидер со 47 бодови, пред Шкупи со 40 и Македонија Ѓорче Петров со 38 бодови. На четвртото место Струга со 33, петто место за Работнички со 32 бодови, шести е Борец со 29. Во втората половина Пелистер 28 бодови, осмо место за Вардар со 27, во зоната за бараж 9 и 10 место за Силекс и Ренова со по 23 бодови, во зоната за испаѓање Академија Пандев на 11-тото место со 22 бодови и последна е Беласица со 13 поени. Од следниот викенд започнува и третиот последен круг од првата лига, пошто ќе бидат познат и шампионот, екипите кои што ќе играат во фудбалска Европа, но и оние кои што ќе испаднат. Вториот круг заврши и во второлигашката конкуренција, каде што се одигра на преварите од 18-тото коло на втората лига Запад. Дрита Влазрими 3:0, Валјон Зечири во 11-та и 31-та минута стреле за домашните, додека третиот погодок дело на Елмир Алии во 85-та минута. Немаше голови на надпреварот помеѓу Тетекс и Охрид 0:0. Гостивар изненадувачки поразен на домашен терен од Кадино со 0:3. Кристијан Ивановски, Гордијан Христовски и Давид Ристовски стрелци за гостинската екипа. Кораб Скопје 0:0 и Велешта Вардар Форино 3:0 службено. Вардар Форино е дисквалификуван од лигата поради два неоправдано неодиграни надпревари. Тука Вардар Форино го завршува својот настап и од следната сезона е префрлен да настапува во најнискиот ранг, а тоа е Општинската фудбалска лига. Гостивар табелата после вториот круг во втората лига Запад е следна. На првото место е Скопје со 41 бод, следува Велешта со 34, Гостивар со 33 и Охрид со 30. И тука нека да се затвора кругот на екипи кои што конкурираат за висок пласман. Следуваат Кораб на петтото место со 25 бодови, Влазрими на шесто место со 23, седмо место за Кадино со 19, осмо за Тетек со 15, Дрита е на деветото место со 13 бодови и Вардар Форино е последен дисквалификуван со 10
бодови. Сега во продолжение ќе ги слушнеме изјавите од тренерите на двете екипи, Тетекс и Охрид, после надпреварот во саботата кој што заврши 0:0. Најпрво ќе го слушнеме Славчо Георгиевски, а веднаш потоа и Драган Бочевски, тренерот на Охрид. Можам да сум само презадоволен и да им честитам на момците за добрата игра. Ако на првиот надпревар против Кадино немавме услови да покажеме тоа со тоа што располагаме, на овој надпревар покажавме дека местото на табелата и во однос на играта не заслужуваме да сме на таа позиција. Го надигравме Охрид, кој што е претендент за второто место, мислам дека доминиравме преку целиот надпревар, промашивме шанси кои што не сме да се промашат, меѓутоа во ваква ситуација како што сме наоѓаме ние, секој бот е добро дојден. Борбата продолжува, не се откажуваме. Ако продолжиме во еден ваков ритам, мислам дека сме на добар пат и дека ситуацијата нема да биде проблематична во однос на тоа како што беше во првиот дел од табелата. Прво честитки за домашната екипа, за гостопримството и за самата игра. Што се однесува до нас, мислам дека тешка утакмица, и пак Тетекс за разлика од првиот дел има доста поочајна, добро играше и мислам после свое што се случуваше најреално беше 0:0, има и тие 2-3 полушанси, ние 2-3 полушанси и мислам дека најреален резултат е наречениот. Викендов беше планирано да започне и третата фудбалска лига Запад, меѓутоа стартот е одложен за една недела и ќе започне следниот викенд на 13 и 14 март, а викендов немаше активности ниту во женскиот фудбал поради настапот на женските фудбалски репрезентации во сите конкуренции. Затоа девојките продолжуваат веќе во среда кога ќе се одиграат надпреварите од осмина финалето од Купот на Македонија. Интересно, уште во првото коло ќе играат Љуботен и Шкендија. Дуел кој што во среда ќе може да го гледате низ снимка на нашата телевизија. На останатите надпревари ќе играат Тиверија Кочани, Топгол Речица, Скопје Деспина, Ас Юнајтед Борец, Атлетико Плачковица и Шкупи Каменица Саса. Продолжуваме со резултатите од одбојкарските првенства. Во машка конкуренција се одигра надпреварите од шестото коло од плејофот. Борец Универзитет Тетово 0:3. Посетови 16:25, 12:25 и 24:20. И 6 на вториот надпревар Џио Струмица Вардар 3:0. Табелата е следна: Џио Струмица 44 бодови на првото место, второ место за Универзитет Тетово со 34 бодови, трето за Вардар со 30 и четврто место за екипата на Борец со 18 бодови. Исто така шесто коло се одигра и во плејаут лигата во машка конкуренција. Весна Провишти Лирија 3:2. Посетови 22:25, 25:21, 25:27, 25:23 и 18:16. Еден интересен и неизвестен надпревар во кој што тетовските одбојкари, односно екипата од Жеровјани, имаше на два пати восвод 1:0 и 2:1 во сетови, но на крајот во тајбрейк Весна Провишти победува со 3:2. Дибра Волеј Шкендија 0:3 по сетови, 13:25, 10:25 и 14:25. И на последниот надпревар во оваа конкуренција Јанта Волеј Штип 2:3. На табелата во водство е Шкендија со 33 бодови, второ и трето место за Штип и Лирија со по 22 бодови, четврто место за Весна Провиштип со 15, петта е Јанта Волеј со 7 бодови и последно шесто место за Дибра Волеј без ниту еден бод. Во женска конкуренција се одиграа надпреварите од седмото коло. Во плејофот Струмица Универзитет Тетово 3:0, 25:9, 25:16 и повторно 25:16 за екипата на Струмица. Работнички Наковски Волеј 3:1, додека колото ќе биде затворено денес со дерби дуелот помеѓу Вардар и Јанта Волеј Кисела Вода. На табелата Вардар е прв со 33 бодови пред Јанта Волеј Кисела Вода со 31. Екипи кои што денес треба да го затворат колото, како што кажавме, следуваат на третото место Струмица со 28, исто толку и Работнички на четвртото место, петто место за Наковски Волеј со 16 и шесто место за Универзитет Тетово со 11 бодови. Во плејаут лигата се одиграа надпреварите исто така од седмото коло. Бамикор го освои вториот бод
откако загуби од Виктори Волеј на гостински терен со 3:2. 25:27, 23:25, 25:21, 25:10 и 18:16 за екипата од Струмица, како што можете да забележите, Бамикор водеше со 0:2, меѓутоа следуваше комплетен пресврт на домашните. Надпреварот помеѓу Ускана, Јанта Волеј и Форца е прекинат, дуел кој што се играше во петокот. Физички и вербално се нападнати судиите и делегатот на овој надпревар од страна на домашните, инаку станува збор за судии и делегат од Тетово и очекуваме надпреварот да биде регистриран со 0:3 за екипата на Јанта Волеј. Форца, а на останатите надпревари Македонија Макс Пелистер Волеј 1:3 и Угада Студент Фитван Волеј 2:3. На табелата води Фитван Волеј со 27 бодови пред Јанта Волеј, Форца и Пелистер Волеј со по 23, но овие две екипи имаат и надпревар помалку, додека екипата на Бамикор е на 8-то место со 2 бодови. Овие три екипи кои што се на водечките позиции, две од нив и следната сезона ќе играат во прволигашката конкуренција, додека третата ќе биде губитник и ќе мора да настапува во втората лига, ново формираната втора лига во женска одбојка, и затоа оваа лига е толку и интересна. Одиме со резултатите и од кошарката. Во првата лига екипата на Гостивар после 2 порази конечно победи. Совлада на екипата на Цандрим од Струга на гостински терен со 83:72. Фрајдеј 24 поени, 16 за Костовски, 12 за Тодоровиќ, 11 за Јаневски, 7 за Димчевски, 6 за Николич, 4 за капитенот Димитриевски и 3 за Вокер во екипата на Гостивар. На останатите надпревари Пелистер Академија ФМП 100:72, Кожув ТФТ Скопје 90:76, се извинува, Куманово Евроникел 78:79, додека надпреварите помеѓу МЗТ Скопје и МЗТ Скопје 2 и Работнички Вардар се одложени поради настап на МЗТ и Работнички во втората Јадранска лига. Екипата на Тетекс во втората лига Запад забележа гостинска победа против Ринија во Куманово од 74:67, додека на останатите надпревари Охрид Спорт Тим 86:76, Спарта Битола Медика Карта 64:79, Мега Баскет Партизан 80:109. Одложен е надпреварот помеѓу Хераклеја и Чаир. На табелата во водство Чаир и Охрид со по 23 бодови, на Чаир има надпревар помалку. Следува Партизан со 22, Тетекс и Хераклеја имаат по 21 бод. Следното коло Тетекс е домаќин на Хераклеја од Битола во дербито на колото, исто така дуел кој што ќе може да го следите на програмата на КМ телевизија. Слично како и минатиот пат, така и овој викенд сите овие надпревари се одиграа без присуство на гледачи. Продолжува оној тренд кој што започна минатата година, некаде на 12-13 март, што значи дека оваа недела правиме една година откако спортот во Македонија се игра пред празни трибини. Видовме едни мрачни сцени на дуелот помеѓу Вардар и Мешков Брест во ракометната лига на шампиони, кога интервенираше полицијата и ги отстрани дури и оние спонзори, помагатели на клубот кои што беа на трибината, бидејќи тоа било спротивно со протоколите кои што се донесени од Министерството за здравство и Комисијата за заразни болести, но од друга страна гледаме и многу јавни собири, гледаме групирања. Искрено, лично јас викендов во Скопје можев да видам многу луѓе во зоолошката градина. И тука не гледам проблем зошто би можело да се организираат такви собири, такви групирања. Кафиќите и рестораните да бидат полни за празниците, за 8 март, и претходно не мора да биде 8 март за да бидат полни кафиќите и рестораните. Меѓутоа, забраната за групирање да се однесува само на спортските настани. И тука сме сведоци, бидејќи нашата камера е, речиси, на сите настани кои што, спортски настани кои што се одржуваат во нашиот регион, да гледаме мрачни сцени каде што
не им е дозволено на мајки, татковци, баби, дедовци да ги гледаат своите деца, односно внуци на надпреварите на кои што настапуваат. Меѓутоа, една лоша одлука, има двојни аршини, бидејќи имаме спортски арени, сали, стадиони со навистина голем капацитет, каде што и да се дозволи 10% публика на тој стадион, ќе има и повеќе од потребното растојание помеѓу гледачите, и сепак нема тој капацитет и од 10% да биде исполнет. Пример ќе го земеме и градскиот стадион во Тетово, каде што собира преку 10.000 гледачи, доколку би се пуштела една бројка од 1000 гледачи да присуствуваат на трибините, ќе може да држат растојание, ќе може да ги гледаат и своите најблиски, меѓутоа и спортските клубови кои што ги поддржуваат. Мислам дека редно време е надлежните да размислат на оваа тема, бидејќи гледаме дека во се повеќе земји е дозволено, како во ограничен број нормално, присуство на публика, а зошто да не и кај нас, бидејќи гледаме дека од оние спортисти, спортски работници кои што беа заразени, како прво не беа во голем број, а потоа и тие што беа со лесни симптоми и немаше некоја голема ескалација на состојбата на спортските терени кога се работи за пандемијата со COVID-19. Спортскиот преглед ќе го завршиме со два разговори кои што се посветени на боречките вештини. Како што може да видите, денеска голем простор издвоивме за индивидуалните спортови. Станува збор за тренерот на карате клубот Супериор Владимир Апостолов, како и Станислав Бојчевски од кикбокс клубот The Strongest Macedonија. Во продолжение ќе слушнеме со какви проблеми се соочуваат, како функционираат за време на оваа пандемија на COVID-19, но и што може да очекуваме од нив во иднина. Да ги погледнеме Апостолов и Бојчевски од Супериор, односно The Strongest Macedonија. Станислав Бојчевски, еден од тренерите на кикбокс клубот The Strongest Macedonија во Тетово. Бојчевски, најпрво ќе те прашам како функционирате во време на пандемија со COVID-19. Како се одвиваат тренинзите и дали воопшто можете да држите тренинзи? Функционирамо тешко. Бевме неколку месеци, знаете, затворени. Пред, мислам дека 2 месеци го отворивме пак клубот, јануари почеток. Функционираме со 10 членови. Временски ни одзема околу 5 часа, мислим дека околу 5 часа ни одзема. Имаме 50 члена моментално, групата се намали, броеше околу 90-100, плюс приватни тренинзи, индивидуални, секој сам може да си дојде да се тренира. Термините се 5:15, почнуваме со кросфит, после почнуваме 6:15, 6:30 така со Kick Kids, таа ни е најполна група. Они завршуваат 7:15 и после 7:30 ни почнува групата. Јас тренирам со сите мои членови, тука што гледате поголемите. Функционираме понеделник, среда, петок, индивидуално некогаш вторник, четврток, викенди пауза. Се бориме, тешко е, ама ќе издржиме. Како се одразува на формата на спортистите оваа пауза и проблемите кои што ги направи пандемијата со COVID-19? За поединци се одразува, може да се каже добро, пошто реално имавме повеќе време нема надпревари, но за нас, како за мене, како на пример, јас тренирав по 2 пати на ден, дали дома, сабајле исто си трчав. Тешко е за новите членови, не се забешуваат, за децата исто не ги пуштаат, нивните родители од дома не ги пуштаат да тренираат. Сега, март, можем да кажем, да се пофалим, малце групата се зголеми, но тешко е. Ми ги кажа термините, меѓутоа не ми кажа во која сала, на која локација каде што тренирате? Локацијата е на самиот центар, позади пицеријата Гарден, блиску Лирија. Тренираме секој ден, имаме број за контакт, може секој кој сака да не посети. Првиот тренинг е гратис и така. Значи, освен
клубовите кои што тренираат овде, еве како кикбокс видовме и карате се тренира тука. Значи може слободно да дојдат и индивидуалци, па дури ако некој има проблем, треба да се истепа со некого, може слободно да го користи рингот. Да, но се знае со кацига, со штитник, со претежно првите 5 месеци се работи техника, се работи на добивање на кондиција. Не може секој да дојде да се истепа, пошто е тешко. Верувам ми, не е исто на улица, не е исто на ринг. Рингот, па еден фудбал да изиграш негде надвор 60 минути, тука 3 минути доволно са да ја потрошиш истата кондиција. Стварно е тешко. Може секој да дојде, постои приватен тренинг, имаме и тројца асистенти, двајца сме тренери, ја и Ристе Штакле. Има кој да им помогне на членовите. Тука сме 24/7, секој ден сме отворени. Се договараме за термин, кога сме ние слободни, кога е новиот член слободен и функционираме. Сега спомнах касиги и штитници, тоа, еве гледам сега на тренинг дека тука има и удари, тоа значи има навистина удари, значи вистински се тепате. Ова е договорен спаринг, лесен спаринг, сега не знам како се борат позади, треба да им кажем. Они више се година и пол, значи доаѓаат исто гости, морам да ги поздравим да Strongest Македонија, заедно тренерот Ивица Лексовски. Дојдоа не посетуваат, ние ги посетуваме нив, исто така Димитарот Работнички. Повеќе со сите се знаеме, функционираме добро, сега сме нови, ама има капацитет, гледам има деца што тренираат, што се борат и мислим дека ќе извадиме добар потенцијал. Колку време постои да Strongest Македонија во Тетово? Во Тетово да Strongest Македонија постои година и пол. Пред тоа јас се тренирав индивидуално, имав некој клуб, но не така официјално ка сега. Се надевам дека ќе постоиме многу години, пошто сме прв клуб кикбокс зборам. Тренираме и некои вештини од ММА, тоа е мешана боречка вештина, но претежно сме на кикбокс. Исто така добро и бокс работиме. Тоа е. Во минатото настапуваше и на државни и на меѓународни надпреварувања, морам да кажам дека го правеше тоа со успех. Кој е потенцијалот на тетовскиот кикбокс во моментов и дали може да очекуваме успеси и да ги надминеме и тие твои успеси во иднина? Мислим дека да. Ќе се потрудиме да излеземе сегде кај што може да, кај што има турнир, да се појавиме. Сега сме нови. Децата ги спремаме више една година. Мислим дека ќе извадиме добар потенцијал. Има многу добри деца има, што стварно имаат желба во нив, но нема каде. Еве сега сме ние тука. Може кој сака да дојде да не посети. Па се надевам дека ќе настапиме и надвор од Македонија. Владимир Апостолов од карате клубот Супериор. Апостолов, во време на пандемија на COVID-19, како се одвиваат тренинзите, дали успевате да тренирате со максимален капацитет? Па за време на пандемија мало се почитуваат прописите како што треба да се запази. Касневме еден период, немавме тренинзи, па потоа имаме едно 10 деца што не доаѓаат, што е нормално, не може да се. Сега почињаме полека да се враќаме таму каде што бевме. Значи некои деца така да не видат да се вратат да дојдат, затоа што мора да се тренираат. Поготово и деца даваме таков тип на тренинзи, малку да има, пошто се цело време у школа, наведнати малку да испратат кичмата, малку да се испотат, да се држат и тоа е. Колку членови во моментов број карате клубот Супериор? Околу 20 членови има таму. Дали може во иднина да очекуваме поголем број на членови? Да, нека заврши ова статус со пандемијата, сигурно ќе има. Така да и ова сала ќе биде малечка. Карате клубот Супериор има дадено многу шампиони. Тетово доби многу шампиони преку карате клубот Супериор. Дали може да извоиме дел од оние успеси кои што ги има овој карате клуб направен? Па имаше еден трето Европа за младинци, пето свет, втор за сениори, Балкан Ивица. Имаше Живко Алексовски, балкански прва кадетски. Имаше кадетски државни прваци, тоа е еден куп нема да ги памтим. И клубски најдобар успех беше четврто место на прва македонска карате лига, каде што немавме фудбални такмичари, него со пола такмичари, четврто место, за кое третото место не избега за малку. Дали може во иднина да очекуваме вакви добри резултати, па и уште подобри од карате клубот Супериор? Да,
Мислам дека ќе има, затоа што има многу талентирани деца, само треба тренинг, напорен тренинг, правилен тренинг, треба многу. Кога сме веќе кај правилниот тренинг, што за посебно за младите, за најмалите, значи тренирањето карате, па и уопшто спорт во тие години. Веќе го споменавме училиштето, меѓутоа што тоа ќе значи во развојот на една здрава физички, психичка личност во иднина? Па вака, ја имам и така ќерка што е отприлика 11 годишна, што е на нивна возраст. Цело време се децата седат дома на компјутер и цело време се наведнати, потоа седат на телефони и не излагат на водига. Спомене каратето е меѓу поубавите спортови, пошто се развива и лева и десна страна и новина. Нели тенис иде само една страна. Ташните кои идеат у школа, сега не идат, кои идат у школа им се преголеми. Така да и пак доаѓа до тие сколиози и такви работи. Тренингот многу им помага мисля. Прва работа сигурно ќе им се зајачат цело тело, мускулчиња, ќе имат хубаво тело, повеќе ќе него нивните вршни со подебри. Дружењето по мене една од најубавите работи, значи тие што се фатени со спорт, било кој спорт да се фатени, си го фаќаат тоа друштво, значи ако се редени за карате, си фаќаат другарчиња од карате, целата тема им е за спортот, за карате, не идат по некои пороци што треба да ги идат. Со наши услови, моментално со тетовски услови, не може да се направи некој вртен факт. Затоа што треба многу финанси, без идење. Нека вежба децата по цел ден, 10 сати нека вежбат ако нема турнири такмичење по странство џабе е све. Која е идеална возраст за започнување да се тренира карате? Тоа што е мојата струка. Значи за карате, за професионално вежбање на карате од 13-14 години па натаму. Говориме за дете што сака да се прави сениорски дете. Све што е 5 години, 6 години помалечко, супер, нека си вежба детето, ама не да се форсира. Родители треба да сватат дека детето треба кој е на малечка возраст. Детето сака да фудбал, нека иде на фудбал. После некој месец ќе му досади тоа, сака друг спорт. Значи никако кочење. Ќе му текне трет спорт. Значи што поише да се добија поголема база основа, за после врво да е поголем. Тие деца што се од 5 години, пример, форсирани за еден спорт, како карате, тој кој треба да почне да прави сениорски задати, тој или е прекинат со спортот затоа што му дозадила средно исто, или добил повреда на тие мускули пошто ностро го форсира. Затоа значено треба што поише база, што поише мускулчиња, ништо како зграда, што поголема базата, врвот е поголем. Во моментов каде се одвиваат тренинзите на карате клубот Супериор? Па во The Strongest, Kickbox Full Contact Club, The Strongest, како што гледате. Имавме до пред некој време, бевме до пред година дена во Гоце Делчев, ама малку поварна салата и моравме да се префрлиме, пошто сакај татами, сакај душе си, не е џабе да ведеш на паркет, ако се такмичиш на мекон, да си многу поспор кога се работиш ако идеш на потврда подлога, поседиш на... Дали клубот Супериор се соочува со некои проблеми, инфраструктурни, финансиски можеби? Како сите клубови во Тетово, поготово во Тетово. Ја од секој сум кажа дека кој ќе освои медаља на некој задател ќе од Тетово, треба градот споменик да му дине, затоа што со овие наши услови таму во странство се смешно. Тоа беше се за денешниот спортски преглед. Довидување и се гледаме повторно следниот понеделник.